Американскиот председател Доналд Трамп денеска ќе обелодени долгоочекуваната американска стратегија за војната во Авганистан. Тоа ќе биде прво телевизиско обраќање на Трамп од говорот во Конгресот во февруари годинава, што е дел од годишната традиција на американските председатели. Трамп, кој го заврши работниот одмор во неговиот голф клуб во Нью Џерси, ја донесол одлуката за Авганистан по долги разговори со неговите соработници за воени и безбедностни прашања во Кемп Дејвид. Трамп веднаш по преземањето на функцијата во јануари годинава изрази замореност од 16-годишната војна во Авганистан, која беше покрената од тогашниот председател Џорџ Буш по терористичките напади на 11 септември 2001 година врз Соединетите држави. Ние не победуваме, изјави Трамп во минатиот месец, при што го изрази сомневањето дали американскиот генерал Џон Николсон, кој е командант на американските сили во Авганистан, треба да остане на таа функција. Секретарот за одбрана Џим Матис, кој замена во посета на Јордан, по состанокот во Кемп Дејвид изјави: was sufficiently rigorous and did not go in with a preset condition. Матис деновиве изјави дека американското присуство е неопходно како одбрана од исламските милитанти. Авганистанските сили тешко се справуваат против талибанските бунтовници. Пентагон е загрижен дека победата на талибанците ќе им овозможи на милитантите на Ал-Каеда и на Исламската држава да воспостават бази за напади врз Соединетите држави и нивните сојузници. Според некои наводи, Трамп се согласил на умерено зголемување на американските сили. Пентагон пред известно време разгледуваше план за испраќање дополнителни околу 3800 војници, како засилување на афганистанската војска во борбата против талибанците. Во Авганистан сега има околу 8400 американски војници кои им даваат поддршка на локалните власти во борбата против бунтовниците по повлекувањето на меѓународните сили кон крајот на 2014 година.